3 дена по навлегувањето во новата 2020 година, со звуците од химната на некогашна Југославија и песни посветени на револуционерното минато, членовите на Сдруженијето на граѓани Јосип Броз Тито од Кочани ја одбележаа 15 годишнината од основањето. Тоа беше повод да се соберат во своето седиште кај градскиот пазар и на пригодна свеченост да ги честитаат празниците и да направат ретроспектива за досегашното работење. Сдруженијето на граѓани Јосип Броз Тито формирани сме 2004, тоа значи дека 15 полни години, односно 16 година почнуваме да славиме. И по тој повод е ова наше собирање да ја прославиме таа годишнина од формирањето на Сдруженијето. Трендов рече дека скоро сите членови се активни во реализацијата на планираните активности кои пред се имаат хуманитарен карактер. Придонес за тоа даваат членовите и поддржувачите, а не изостанувала и поддршката од одделни сопственици на стопански предпријатија. Според него, Сдруженијето има поддршка во јавноста за своите активности, а потврда за тоа е и за членувањето на млади сограѓани. Имаме повеќе имаме и млади членови, тоа не посебно радува да оставиме некој после нас да продолжи со оваа убава традиција и да покажеме дека у сите овие години ние сме доста жилави, бидејќи обстанавме во таа ситуација во која што се наоѓа и самата држава. Ама и тоа е нормално, бидејќи чие име ние носиме? Името на нашиот сакан Јосип Броз Тито. Ако он можеше да издрже 7 германски офанзиви и на крајот и да ги протера и поразе, и не само нив, него и нивните соработници во Југославија, тој ние со право го носиме неговото име. Членовите на Сдруженијето Јосип Броз Тито се горди што се единствени и регистрирани во Македонија и се најактивни во зачувувањето на ликот на некогашниот југословенски претседател. Во изминатиот период редовно го посетуваат неговиот гроб во Белград, а ги одбележуваат и значајните датуми од историјата на поранешната заедничка држава.